Музичкиот магнат Шон Диди Копс, познат и како P. Diddy, беше уапсен во Њујорк и е обвинет за рекетирање, трговија со луѓе во својство на сексуална експлоатација и кривични дела поврзани со проституција. Тој беше уапсен во Њујорк пред неколку дена, а судијата го одби неговото ослободување со кауција. Тој се изјасни за невин по наведените точки од обвинението, во кое се навидува дека сексуално злоставувал жени и ги терал да учествуваат во секс забави и да користат дрога, користејќи насилство и закани. Инаку P. Diddy ја посетил и Хрватска во 2022 година. На супер јахтата Serenity се дружел со Вуди Харелсон, Метју Макконахи и Саша Барон Коен. Диди пристигнал во друштво на мистериозна црнка. Освен со јахтата, Диди се дружел и со познати актери на вечера во ресторан на островот Врник, недалеко од Корчула. Таа вечер хрватската пејачка Северина седела на соседната маса со своето друштво. Нејзините пријатели ја искористија можноста да се фотографираат со Вуди и Макконахи, а една од нив објави видео на кое Северина поминува покрај нивната маса и ја поздравува славната холивудска екипа. На нејзиниот поздрав актерите се свртеле и ја поздравиле, додека Диди ја измеркал од глава до пети. Хрватската актерка Зринка Цвитешиќ се приклучила на елитниот холивудски тим на луксузната јахта Serenity. Во 2017 година хрватската актерка се дружеше со Харелсон и со Макконаги на снимањето на црната комедија на Вуди изгубени во Лондон. Судејќи по фотографиите од нивната средба, Зринка останала во одлични односи со актерите. Грчката пејачка Киријаки Пападопупу, попозната како Маринела, доживеа мозочен удар за време на синокишниот концерт, што предизвика шок и загриженост кај нејзините обожаватели. Маринела, која има 86 години, се уште е една од најпознатите грчки фолк пејачки и се уште успева да ја собере публиката на своите концерти. За време на синокишниот настап, додека пееше песната Јас си ти, Маринела се онесвести, што предизвика паника кај публиката и кај присутните музичари. Подоцна беше потврдено дека таа доживеала мозочен удар и дека е во критична состојба. Видеото од незиното паѓање на сцената брзо се прошири на социјалните мрежи, што дополнително ги шокираше и загрижи луѓето низ Грција. На 1 октомври со почеток во 21 часот Националниот џез оркестар ќе настапи на летната сцена Славиша Каевски во МНТ. Организаторите најавуваат вечер исполнета со магични џез изведби на најголемите хитови на Битлси. Летната сцена на Македонскиот народен театар, именувана во чест на актерот Славиша Каевски, беше свечено отворена на 17 септември и ќе функционира до 1 октомври. Оваа нова сцена, креирана како одговор на барањата на публиката, ќе дебитираше со представата Црнила ремикс, хип-хоп интерпретација на класичното дело од Коле Чашуле, режирана од Јордан Симонов и продуцирана од Младинскиот културен центар. Со доделување на наградите златна, сребрена и бронзана камара 300 и со проекција на македонскиот филм Убий ги прво децата во режија на Димитар Оровчанец, во кој кинематографер е Владимир Самоиловски, вечер во Битола завршува Браќа Манаки. Тимот за филмот Убий ги прво децата предпладнево ќе биде представен на пресконференција во фестивалскиот прес-центар, а потоа ќе се одржи предавање во чест на Свен Никвист, чијат звезда заедно со останатите вкупно 18 се поставени и откриени на патеката на славните на широк сокак. Во текот на фестивалот, кој годинава се одржува под мотото Едене Манаки, беа именувани 67 филмови во повеќе надпреварувачки категории.